Добре дојдовте во предпоследното издание на Сергеј Reinvented. Денеска што ќе гледаме? Во индустријата зубавина ќе погледнеме, ќе ви дадам предлог, совети како да го третирате вашето тело за време на летните одмори или во летниот период, како да се освежите и да мирисате убаво. Во мода ќе погледнеме на ваше барање мои коментари за Канскиот фестивал и што имаше на црвениот килим. Во модни катастрофи ќе видиме катастрофална матурантка. Значи, ултимативна модна катастрофа од матурантка имаме модни катастрофи. Во плакарот на Кека ќе се настега, се спрема за лето, се разголува и во Q&A ќе одговорам на дел од вашите прашања. Добро дојдовте во индустријата за убавини. Денеска, како што реков, сакав да поразговараме малку за негата на вашата кожа и на лицето и на телото во предстоечките летни денови или евентуално ако патувате или одите на одмор, односно се изложувате на сонце, а бидејќи летата знаат да бидат топли исклучително во последните години, негата на вашата кожа, заштитата од сонце треба да ви е приоритет во не само лето, туку и зима, меѓутоа поготово во летно време. Кога би имале прилика да видите што се случува на вашата кожа, кога е изложена на УВА и на УВ беззраци, за само 30 минути, би се пеплосале, драги гледачи. Ке се пеплосате кога ќе видите што и се случува на вашата кожа кога е директно изложена на сонце, поготово кога вие што ќе се обтегнете у 12 да се печете, да се знае дека сте биле на одмор или да фатите боја, а пошто ако не фатите боја, ќе речат не сте биле на одмор, за да се испосликате. Сунчајте се, правете што сакате. Меѓутоа, заштитете ја соодветно кожата онака како што треба. Тука јас имам неколку производи со високи фактори и морам да кажам дека и технологијата и иновацијата во индустријата за убавина го има многу напреднато и многу еволуирано. Не ви давам тука предлог за драгстор производи за креми и за улја за сунчање, заради тоа што сметам дека се многу тешки и ги чувствувате на вашата кожа како лепат и како ви прават склет, што би се рекло наредно кога сте изложени на сонце. Овде имам производи на Dior, што ги најдов во Fabu. Имам овдека два спреја, еве ги. Едното е во видна спреј се, едното е улје за тело во видна спреј со заштитен фактор 15. Ова ќе ви го предложам од кога веќе ќе фатите боја. Да стартувате со улје од 15, сепак вие си знаете. Овдека имам млеко за тело во спреј со фактор 50. За мене факторот 50 е нешто што едноставно мора да почнете барем првите денови додека сте на плажа да го користите, да го практикувате со цел да ја заштитите кожата од директните штетни влијанија на сонцето, заради тоа што знаеме дека сонцето колку е здраво и е добро, толку е агресивно и може да биде штетно, а последиците можете да ги видите со години натака. Ова ви го кажам од мое и лично искуство, заради тоа што имам претрпено оштетување на кожата и од сонце и од солариум, не зимајќи во предвид дека високиот фактор за заштита е нешто што е многу битно. Така да ќе ви ги препорачам овие два производа на Dior. Едниот е, повторно ќе кажам, млеко со 50 фактор, другото е улје со 15. Јас ова 50-ката млекото многу го сакам. Прво заради тоа што и заради тетоважите поготово го нанесувам на првите денови кога се сончам, заради тоа што прави сериозна и голема заштита и не ми обледува тетоважите и ми ја штити многу добро и доволно кожата. Следно што имам за лице, исто така на Dior, е посебно за вашето лице, како што кажам, има заштитен фактор 30. Од истиот овој производ имате и 50. Некои сакаат да стартуваат со 50, тие што се побледи на тен, а тие што се да кажеме, темни или што веќе имаат фатено сонце од улица, може да стартуваат директ со 30. Меѓутоа, одличен производ кој што е повторно многу лесен, што дава многу убав сјај и пред се функцијата е да ве заштити од директните лоши влијанија на УВА и на УВБ зраците. Следно,
Следно имам исто од линијата Dior Bronze, ова ви е за после сончење. Ова е исто така многу битен дел во негата на вашата кожа, заради тоа што летно време ем што сте изложени на, повторувам, UVA и UVB зраците. После тоа, од кога ќе завршите со сончење или кога идете да јадете, да се набутате, морате да ја истретирате кожата соодветно. Ова ви е за после сончење, за евентуално било каква иритација од сонце или едноставно вашата кожа може да биде и дехидрирана, ова совршено ја негува и смирува било каква иритација, или ако не сте се третирале соодветно дека сте лежале на сонце или не сте се намачкале, ова ги смирува последиците за после сончење. Значи ова е тука млеко за после сончење, кое што е со многу убава перфектна структура и тука вика дека ја одржува вашата боја што веќе сте ја добиле во текот на сончањето или во текот на вашиот летен одмор. Така да ем што ви ја негува кожата и ја задржува постоечката боја што ја имате. Значи ова ја пролонгира долготрајноста на веќе вашиот добиен тен или бојата што сте ја постигнале, што сакате да ја одржи подобро. Ете, тоа би било тоа. Сега, кога сме кај нега за тело летно време, тоа е нешто што е кога сте изложени на сонце. Меѓутоа, повеќето од вас, не повеќето од вас, него сите ние, летно време, заради тоа што е потопло или повеќе се потиме, бараме нешто што ќе не освежи или ќе ни даде една убава свежина, без разлика дали сме на море или сме у град или сме на езеро или сме на планина. Јас тука имам производи на Victoria's Secret кои се по многу пристапна цена, од срце ви ги препорачувам. Имате тука млеко за тело, мирисаат прекрасно, одлично ја негуваат кожата и исто така или додека сте на одмор или за преку ден или за преку град, не е битно, дават една убава хидратација на вашата кожа и дават еден перфектно убав свеж летен мирис. Ги имам тука овие боди мистови, така наречени. Ова е тука со глитер, многу е баран заради тоа што постигнува многу добар ефект, поготово ако сте веќе и сунчани, ќе се испрскате со овој производ и освен што ви дава една свежина, една убава хидратација, дава многу убав сјаен светлуцав ефект, еден глоу на вашите клучни коски, на рацете, на нозете, ако шетате у минич или у шорцеви или како и да е, така да е и при тоа убаво и свежо мирисате. И имам од исто така од Victoria's Secret, има разни мириси. Јас тука имам 3 варијанти на мирисни ноти, со тоа што еве, драги гледачи, одма ми доаѓа некоја свежинка заради тоа што стварно одлично мирисаат и даваат повторно ем ве освежуваат, ем кожата ви е соодветно истретирана и има еден суптилен нежен мирис. Имате разни мирисни ноти, појдете у парфемериите на Фабу, ќе ги проверите. Повторно ќе кажем, ем што ја освежува вашата кожа, се како мистови, може да ги прскате и преку лице и на тело, даваат еден многу убав и свеж мирис и еден од производите кои што секогаш треба да ги имате во вашата летна торба за да си се подосвежите евентуално и мене ми се многу интересни, јас многу ги сакам, еве пак ќе ги испрскам овдека вака, заради тоа што дава една посебна свежина дури во просторијава каде што се наоѓам, а под рефлекторите знае да биде и топло. Така да од срце ви ги препорачувам мистовите на Victoria's Secret. Имате огромен избор во парфемериите на Фабу. Јас имам тука само неколку, повторно потенцирам, така да поминете, погледнете што ви се допаѓа, одберете. Ќе ве поздравам за денеска и ќе ви посакам да имате убаво, свежо лето, да бидете негувани и секогаш заштитени и од сонце и од Никола. Евене, во мода, во in и out, денеска ќе видиме, ќе го проследиме тековното издание на Канскиот фестивал 2022 година. Значи, Канскиот фестивал е еден од најспектакуларните модни настани, само да не ве вознемирувам ако ми тропаат овие. Најспектакуларните модни настани што се случува во
Кан, во Франција нормално, меѓутоа е светски проследен со многу светски јавни личности на исто место, кои сите имаат цел да го проследат фестивалот, да ги видат новитетите, меѓутоа на црвениот килим да остават еден соодветен печаток и печат секој со својот стајлинг и со својата приказка. Јас Канскиот фестивал можеби повеќе го сакам од Оскарот, иако Оскарот е нели Оскар, меѓутоа само тоа дека ова се случува во Европа, а доаѓаат сите во Европа од цел свет, мене Канскиот фестивал ми е буквално подеднакво атрактивен колку и Оскарот. Хајде да видиме што имаше на Канскиот фестивал на црвениот килим. Пуштај. Некој блинг-блинг фустан, издание, материјалот е добар, ми се допаѓа, не ми се допаѓа како ја отцртува, односно не ја отцртува нејзината линија на тело. Сметам дека овој тип на фустани треба да се малку по-тесни во струкот, заради тоа што ние еден од овие фустани што ги гледаме не се комотни за носење, така да можете да истрпите да бидете истегнати добро во струкот. Инаку како материјал е многу модерно и како дизајн не е лошо, меѓутоа мислам дека ја не е некој мој фаворит. Next. Anne Hathaway Fuji. По медиумски шпекулации каков гадот човек е, тоа не можам да знам и да не навлагам у жута штампа, не знам, али изгледа страва. Прво заради тоа што има една тенка линија на тело, многу елегантна, фустанот е совршен и многу сакам кога еден ваков тип на фустани, самиот фустан зборува по себе и кога ќе ставите парче накид, едно парче накид, чао, здраво. Next. Кај тргнава на гаки на Кански фестивал? Ова е некаков си, не некаков си, него некој Шанел. Поред мене тоа добро изгледа, меѓутоа добро изгледа за на одење на модна недела, добро изгледа како за носење на улица, меѓутоа за еден таков престижен фестивал не. Next. Ја имаме Наташа Поли у скроз драматичен изглед за на црвен килим. Многу ми се допаѓа се, ама овие тутканици, тука кај бутовите, тој пресек, фустанот е фантастичен, таа наметка што се мафта позади нејзи, како се влече по скалите и по црвениот килим, ова е стварно нешто што е буквално многу остава огромен впечаток, меѓутоа не ми е јасно зашто во делот кај колковите тој материјал изгледа како некоја шивачка, како некоја тргачка да го набирала на рака, тука во Македонија како да бил направен фустанот, па го направиле тома, па малку и го утнале. Да сте толку атрактивни, толку згодни и толку убави и да имате една таква преубава наметка и стварно да оставите еден добар впечаток, и да имате таква утка во крој, ја ги гледам тие детали, фустан што сака нека биде, знам што е не е ни битно, не сме да си дозволи еден A-листер на Кански фестивал. Next, еве пак Наташа Поли у црвен фустан, без гаќи. Ова 3 дена на Кански фестивал без гаќи се шеташе, драги гледачи. Али кога сте така згодни и така репрезентативни, мислам дека све ви е дозволено, освен на фотографијата од профил во црвениот фустан, каде што ова изгледа многу лошо, за разлика кога ја гледате од другата страна. Иначе има совршен мејкап и совршена коса. Next. Ова е пак Наташа Поли, повторно без гаќи. 3 дена без гаќи одела у Кан, веројатно, за да може да ги износи овие фустани. Како седела, што правела, што тоа не ме интересира. Не сум фан јас на оваја естетика и на овие фустани, заради тоа што не можам да кажам нити ова дека е фустан. Ова е, али не. Next. Еве Бела Хадид, кај Бела Хадид, за тоа, драги гледачи, нема утка. Бела Хадид е како створена да се појави на црвен килим и едноставно сите да ги остави без зборови, заради тоа што е згодна, многу е елегантна, многу е атрактивна и многу добро знае да ги износи тие фустани. Стана збор за Версаче фустан со толку еден отмен, толку еден софистициран крој кој на незината линија на тело стои апсолутно совршено, кој што е надополнет со перфектен накид, Бела има секогаш перфектен мејкап и одлична коса. Браво за неја. Чек, звони некој. Ало. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Знам дека и тебе ти се допаѓа, затоа што има таква машна, слична како што ти носиш на розовиот фустан. Next. Еве, кој беше? Киара. Добро изгледа, малку ми е преагресивна во мејкапот,
модерен, малку футуристички фустан, ми се допаѓа косата, ми се допаѓа накитот, ракавиците ми се допаѓаат, меѓутоа некако во шминката ми е мрачна. Next. Имаме Кристин Стюарт, не знам зашто Кристин Стюарт има толку долгогодишна соработка со Шанел, она сака да биде автентична и своја, меѓутоа некако цело време некако дрпната на ред карпет. Не е дека неја косата не е чиста, као прво. Меѓутоа изгледа како да не миела коса. Не знам зашто. На очари за сонце, окей, она е малку тие неразбраните и несватените, меѓутоа сепак не е ова изглед за црвен килим и за Кански фестивал. Леле. Али е толку убава, ама и фустанот е окей, ама зашто има балони под градите, дали е некоја фора што јас не ја разбирам или не сум ја сватил, не знам, не, next. Али за тоа кога се појави Наоми, тука на сите им се смрзнуе, значи готово. Наоми таква доминација дава на било кој црвен килим. Буквално кога се појавува Наоми, не ќе никој друг да гледате. Зошто? Заради тоа што Наоми е ајкон, заради тоа што Наоми е ајконик. Малку луѓе се у свет што можете да кажете дека се ајконик. И многу ме нервира кога ќе кажат за некој што е на сцена година, две, ајконик. Не! Ајконик си кога постоиш 30 години, тогаш си ајконик. Наоми е ајконик. Корсетот на Мадона на Готие е ајконик момент. Мадона е ајконик. Майкл Джексон е ајконик. Повеќето се умрени што се ајконик, или нема врска. Наоми е жива и изгледа перфектно. Next. Кајли Минок на Кански фестивал, значи онака буквално збирштина на светски селебрити и листери. Не знам што не е во ред со фустанот е добар. Значи нема збор. Кајли Минок е многу атрактивна, исто така убав накид, убава коса, се е супер. Меѓутоа нешто не стои на нејзината линија на тело, заради тоа што Кајли Минок е тоцка, малечка е. Тој пресек што го има од под пупакот надоле, некако како уште повеќе да ја смкнува и ги скратува нозете, а не е дека она не е атрактивна или згодна. Фустанот е добар, меѓутоа на нејзината линија на тело ова не стои. Овој фустан ќе стои на Жизел Бунхен кога имате нозе од 2 метра. Next. Манескин. Одлични се. На премиерата на филмот на Елвис, онака модно се стилизирани, у блинг-блинг, у се што денешната мода, таа една модна екстраваганција, една модна доминација, се што носат е кој звони. А ова. Ти ја видиш младичко, тебе ти фучи, пошто те спомнав пред малку, пошто си ајконик. Да, браво за нив, уште еднашки од мене. Next. Леле, Андријада Либа, каква е збугурета, ке испукне. Можела да се породи на црвен килим. Адријана Лима, што се случи со нејзе? Се наду. Нема врска, не е надуена, него е бремена. Секој нели бременоста различно, телото ја овакво. Ја мајко света. И Ријана беше трудна. И се шеташе со гол стомак и сето тоа, меѓутоа кај Ријана тоа изгледаше некако стварно фешн, стварно модно, а кај Адријана Лима изгледа дрпнато многу. Еме многу поправена, еме многу издеформирана и тоа меѓутоа тоа не значи дека треба да изгледате вака распаднато како крпеници, како партали од Хурем Султан Чаршаф и пердиња, значи ова ми е онака скрос no. Джулиан Мур. Ја многу ја сакам и косата е супер, мејкапот е супер, таа огрлица преубава. Убав е фустанот, меѓутоа не знам, Джулиан Мур ми е атрактивна и некако ми изгледа тоа црно кај нејзе многу досадно, не дека изгледа лошо, меѓутоа не ми е доволно спектакуларно колку што очекувам од нејзе. Next. Хопа. Ева Лонгорија ли е ова? Хоче, забранjeno воќе и фучи на Ева Лонгорија, одличен е тој семи продзирен фустан со тие некои карнери, одлична коса, одличен мејкап, одличен накид и тој црн чоукер. Дава малку момент дека е она хоче, забранjeno воќе. Next. Джулија Робертс у машкиот, у така наречен машки смокинг, Луи Витон
дизајн, машки смокинг. Джулија Робертс е толку феминин, толку е шармантна и е толку убава. Не за џабе вика Джулија Робертс кога ќе ти се насме како сонце те огрева, зашто дефинитивно ја има таа насмевка која што плени и го има тој шарм, преатрактивна е, секогаш е своја. Искомбинирани со тие минимални сандали, буквално остави еден перфектен впечаток. Next. Да, префора е овој фустан, ми се свига што е кратка косата, добар е мејкапот, одличен е кројот, изведбата на тој фустан и тој опаш како се влече позади нејзе, браво. Next. Топ. Не се овие фустани ништо ново, јас ги гледам веќе со години, меѓутоа дефинитивно се екстравагантни и оставаат впечаток без разлика во која боја и да се, дека е нешто веќе видено. Да, е веќе видено, меѓутоа да, дека е нешто што уште привлекува внимание, апсолутно да, за разлика од парталите на Тања Кокев. Next. Еве Шерон Стоун како се спрема, драги гледачи, цела армија во суштина ве спрема за тој црвен килим. Долче Габана креација, погледнете го тој опаш како е, нормално младичко ја носи. Се појави на црвениот килим во придружба на двајца млади момци, кои што одреден момент го дрпнаа тој фустан и тој шлепот позади нејзи и она остана во таа плаво-бела елегантна халина до земја. Браво за Шерон Стоун и за апсолутно нејзината појави, за драмата која што ја предизвикува на нејзини 63 години. Next. Али за тоа, кога се настега Шерон Стоун ова тенџере плаво Долче Габана одело со акцентот на торбата, со таа за нејзе препознатлива коса со чевлите, онака стварно е преатрактивна и е презгодна и браво, аплауз. Next. Видете, а 100 пати се појави, 100 пати се пресоблече на Кански фестивал, се креации на Долче Габана, одличен е тој емералд грин фустан со тие сандали, обетки, браво. Next. Чао, Бела! Браво, браво. Како да ви кажам, 63 години. Каква е таа линија на тело, каков е тој перфектен црвен фустан со наочари за сонце. Значи, кога имате X фактор и кога знаете како да оставите впечаток и кога имате искуство, џабе другите што се пута 3 помлади од нејзе, кога се дрпнати. Next. Да, добар му е црниот смокинг, добар му е ова пруги одело, мене ми се допаѓа многу таа естетика, изгледа фора као така полу од као некој стар крими филм. Next. Тука е дрпнат. Ова плава со тие сатенски ревери, значи не му стои оваа боја, не ми се свига тука ништо. Со црни кондурчиња. Катастрофа, не. Еве мајка му на Елон Маск. Браво. И за фустанот, за торбата, за накитот, за мејкапот, за косата. Одлична. Next. Еве пак Маја Маск. Одлични. Она има многу добар и вкус и осет за мода и секогаш знае онака што добро и стои и соодветствува со нејзиниот персоналити. Next. Не знам која е. Значи, мене ова ми е досадно, искрено. За мене ова е без вез. Next. Ова ми е исто така модна катастрофа. Корсет, сукња, сукњата смкната, со некоја чудна должина, доле платформи, косата и е фора. Меѓутоа, ова е како да тргнала на Коучела, како да треба да оди на таков некој фестивал со таа дрпната естетика. Нема никаква елеганција, нема ништо такво во нејзе и затоа и не ми се допаѓа, едноставно ова ми е глупост. Ете, на ваше барање прокоментирав толку колку што можев, има многу слики од Канскиот фестивал, верувам да ги испуштив уште повеќе, меѓутоа не можам и да сакам да ги проследам или да ги прокоментирам сите. Битно ме разбирате што сакам да кажам, дека кога сте на црвен килим на една свечена манифестација треба да сте пред се и свој, меѓутоа и гламурозни, без разлика дали ќе одберете да носите така наречено машко одело или ќе одберете да носите фустан долг. Се гледаме у модни катастрофи. Добре дојдовте у делот за модни катастрофи.
Денеска има една матурантка, многу е утуткана, многу е дрпната. И знам дека чекате критики за матурантките, повеќето од сликите што ги видов и што ги добив, има модни катастрофи, меѓутоа се повеќето од нив досадни и не коментираат. Најголемиот, можда и не сум видел други, меѓутоа најголемиот распад матурски изглед беше ова. Слуште. Ја, мајко света. Како се натисна? Како вака? Се натопори на зид? Како вака? Како вака? У фустан дрпнат. Фустан мега дрпнат. Фустан како да работела стриптизета, ама ја избркале. Затоа што и фустанот не е доволно стриперски, не е ни доволно моден. Што мислеше ти со тоа косиште, а не е готово. Сликан од горњи ракурс. Пар сега мене ме снимаат од доњи ракурс за да изгледам подобро, а ако ме снимаат од згоре изгледам спежурен, изгледам натиснат. Не! Next! Да видам. Не и фучи битно. Она битно се бендиса у овој распад фустан, како избркана стриптизета од автопат. Што е со ногите доле? Што носи на ногите? Некој сандали или има жолт лак ли? Жолт лак има на прстите. Она е во поза, гледате колку е све утуткано корсете, што продолжува у жолта трака и од страна ги имаат као тие ланци, али она со црната лоша коса и со преагресивниот мејкап, тоа не ја спречува да позира и едната рака да е на кук. Значи многу дрпнато, многу лошо, многу катастрофа, лошо естрадно. Next! Не, она толку се бендиза, она испостирала слики со таа претапирана коса и нити лежи на низината фигура, нити, значи ништо. Тотално невкусно издание од моментот гледајте ме, чудејте се. Значи, да, гледам и само ќе се чудиме, ништо толку вака, не знам на кого му привлекош внимание. Next, се утепало од сликање, у разноразни пози. Подобро да облечеше жолт костим за капење. Наискрено, подобро да облечеше жолт костим за капење и да си ги ставеше тие камчињата. Тука барем ке рече излезе по костим за капење, а вака не знаете што е, не знаете дали е корсет, дали е фустан, а уствари е глупост со жолт лак на ногти, со лош мејкап и со лоша коса, битно она испозирала. Ете, тоа би било... звони, ало. Така да, нема да навлагам повеќе во матурски изглед, заради тоа што, како кажувам, повеќето се и досадни, не се вакви распарталени. Едино нешто распарталено што го видов беше оваа девојка. Тоа не е мода. Ете така. За денеска у модни катастрофи толку, следно одиме во плакарот на Кека. Кека се спрема полека, ќе оди на одмор. Добродојавте во плакарот на Кека. Денеска Кека се спрема у велико за лето. Значи веќе е топло, врукина е и Кека сака секогаш да е модерна, дотерана и настегана. Денеска се запнала шорцеви да носам, па шорцеви да носам, сака да се натисне у шорцеви, ама па да изгледа кул и да изгледа модерно. Ајде да видиме првата комбинација на Кека со шорцеви. И најдовме ова шорцеви со блейзер како комплет и ќе го искомбинираме со еден многу кул топ и со префора сандали. Ајде да видиме како се ова ќе изгледа на Кека. Еве Кека дотерана во шорц. Прекул. Многу убав летен материјал, памук со лен. Прекрасен за летно време да не ви биде врукина или што би се рекло материјалот е многу breathable. Ја најде оваа комбинација по продавниците на Fashion Group. Значи шорцевите, имаше фиксација у главата дека морало шорцеви да се облече, ја искомбинира со овој блейзер кој што е комплет у суштина со шорцевите, меѓутоа не е дека не можете да ги искомбинирате посебно или со друг блейзер. Го најде овој топ, кроп малку голо стомаче сака така Кека, меѓутоа затоа се наметнува со оверсайз блейзер и после тоа боси нозе и ги најде овие прекул сандали кои се фейворит и ги изнакупи во сите бои заради тоа што им се на висока штикла, им се многу удобни и ќе си ги носи
цело лето. Многу е задоволна со овој изглед, може да биде и за дневна варијанта, и за излегување, и за шетање, како и да е, престрекна. Ајде да видиме што ќе биде следната комбинација на кека. Так, еве кека у ново летно издание на писната настегана у шорц. Многу е престрекна со овој изглед. Ги најдов вие прекул широки шорцеви кои се многу удобни, многу комотни. Тука може да си ги стегне, може да си го замашна или да си направи било каква фора со каишот. Ја искомбинира со обична мајца на прерамки. Да не речам машка мајца. Го стави овој оверсайз блейзер, кој исто така од перфектен летен материјал, да не ја гуши, да не ја тиска, пошто ќе мрази кога ќе облече сако и кога ќе ја тиска, кога ќе ја гуши, кога не може да се осеќа слободно, поготово летно време, пошто е топло, со боси нозе и со префора ку бели патичиња кои одлично се вклопуваат во целиот овој изглед. Кека е пресрекна со овој изглед, многу се осеќа удобно, комотно и пред се модерно. Сега кека мора, ако не се пресоблече 3 пати, драги гледачи, кека сака да испукне. Ајде да видиме каква е следната модна комбинација на кека. Еве последната комбинација на кека за денеска. Кека се осеќа многу комотно, многу е убав, драги гледачи, ништо не ја тиска, ништо не ја стега, топие и е многу модерна. Што најде? Ги најде овие преку префора летни шорцеви од исто така перфектен материјал. Ја искомбинира со маичка на препратка, ама на една, вака да ја оди малку на косо. Меѓутоа кека никогаш не сака да биде вулгарна, или кога сака кека да биде, другачие го прави тоа. И ја најде оваа ленена кошула, маицата може да си ја спушти или да си ја пикне натре во панталончињата, како ќе биде кејф. Ете, така, и ја искомбинира целиот овој изглед со вие прекул сандали, кој си ги има она купено уште од пред неколку емисија, ама многу и се бендиса и одговараат во целиот овој изглед, заради тоа што даваат еден посебен моден шмек на боси нозе нормално. Кека на ова ќе си стави нормално, пошто е на боси нозе, да и свети и да и мириска убаво, ќе си се испрска со Victoria's Secret Body Splash. Така ќе дојде и сведичко и ќе си го носи ова уташна и ќе биде топ цело лето. А ташната кај ја оставила во кола за да си го клакнува, ама јас ќе го понесам со мене. Таката за денеска со мене во плакарот на кека, толку се што видовте од сите овие комбинации, јас ќе ви оставам во линкот во дескрипција. Се гледаме во наредната емисија. Дојдовте во делот Q&A или праша го Серги, каде што ми поставувате прашање на мојот Instagram профил. Ајде да видиме што имаме за денес. Дали ќе ги коментираш изгледите на Златна Бубамара? Нема да ги коментирам изгледите на Златна Бубамара. Златната Бубамара ми е прекоментирана, моментално ми е досадна, ако во иднина ми биде интересна ќе ја коментирам, а тековно кога го гледаш ова, Златната Бубамара заврши и снимене веќе тековен контент кој што нема врска со Златна Бубамара. Што мислиш за Пандора алките? Оправдуваш фейк Пандори или само оригинал? Немам, окей ми се Пандора алките, фейк не оправдувам ништо. Поготово нешто што е некаков си бренд. Имате друг тип на такви алки, кои што не се фейк Пандора, а може да изгледат интересно или се некаква си бижутерија. Крема за многу суво лице, ама не прескапа. Не можам пудра ако човек да ставам. Прво треба да поработиш на хидратацијата на лицето, па после да бараш соодветна пудра за сува кожа. Што значи хидратација? Треба да пиеш вода, треба да користиш препарати кои ќе го хидрираат прво твоето лице, за да најдеш соодветна пудра. Можам да ти препорачам неколку, меѓутоа прво што ти препорачам е хидратација на лицето. Пробај ги маските од Origins, и дневната и ноќната, третирај го лицето некое време, доби на хидратација, па после оди со полесна варијанта на пудра како некоја си бебе крема, па потом. Next. Дизајн на облека, цветен или обичен, коса, долга или кратка, што од ова е ин? Во моментот се е ин. И долга коса, и кратка коса, и цветен или обичен фустан.
дизајн, се и многу е битно како ќе ги искомбинираш работите и како тоа ќе стои на тебе. Не знам од кого доаѓа во прашање, не знам како изгледаш, така да апсолутно пак потенцирам по 100 пат. 29-та емисија е поред, се е модерно, меѓутоа треба да најдете начин како да го вклопите тоа да одговара на вас, а да изгледа интересно, да не биде досадно. Пошто да сте досадни е аут. Next. Джони Деп или Амбер Хърд? Дефинитивно Джони Деп. Прво заради тоа што Амбер Хърд се гледа дека е со расстройство. Второ, Джони Деп е гениален. По Джони Деп се гледа дека мува не би сгазил, а камоли таа што му се усрала у кревет. Страшно. Толку за денеска од мене во Q&A. Поздрав. За денеска во ова предпоследно издание од мене толку. Се гледаме за 7 дена.